Добро вечер. Најново издание на Дневникот. Во него ке гледате. Пораки за подобар живот упатени од Спомен Костурница. Сребрена плакета за гимназијалки за краток филм. Премиерата на Секси лаги го затвора фестивалот Денови на комедија. Од централната манифестација за одбележување на Денот на народното востание што се одржа вчера на Спомен Костурница во Куманово, бе упатени повеќе пораки до македонскиот народ. Да работиме посветено и неуморно во обезбедувањето на поквалитетен живот. Заеднички да се грижиме за историјата, за државноста. Меѓу другото, рече градоначалникот Максим Димитриевски. Да се продолжи по патот на слободата и мирот, да се избере да се продолжи по патот на евроинтеграциите до полноправно членство во Европската Унија. Денес значи да се биде на вистинската страна, потенцираше премиерот Димитар Ковачевски. Единаесети октомври е голем символ и силен потсетник за македонската државност. 11 октомври не задолжи сите нас да продолжиме по вистинскиот пат, да не се откажуваме од македонската историја, нашите национални вредности, од сопствениот идентитет и јазик, но во исто време со силен интензитет да продолжиме да се бориме за подобар живот на нашите граѓани и силен развој и напредок на државата. Ова е една од пораките на градоначалникот Максим Димитриевски, упатени од вчерашната централна манифестација за одбележување на Денот на народното востание што се одржа на Спомен Костурницата во Куманово. На овој ден пред 81 година почна македонската револуција и отпорот против германскиот, бугарскиот, италијанскиот фашистички окупатор, подпомогнат од домашните колаборационисти, балистите и четниците. Денес одаваме големо признание на Карпош, Шабани, Менков, Нацева и останатите борци кои со својата храброст, достоинство и собствена жртва ни го трасираа патот кон самостојна држава, но и ни покажаа како се сака, цени и бори за собствената држава. Денес одаваме почит на сите учесници во НОБ кои ни покажаа како треба да ја чуваме, вреднуваме и како треба да ја уважуваме нашата Македонија. Македонија е се што имаме, сите ние доаѓаме и заминуваме, но Македонија останува. Но од оваа генерација на политичари зависи каква Македонија ќе имаме, со какво уредување и на каков пат ќе оставиме на идните поколенија. Денес сме сведоци во лулката на демократијата во Европскиот парламент за обид и силна негација на за постоење на македонскиот јазик, за подкопување на македонската историја и систематска бугаризација на македонскиот народ. Оваа генерација на политичари треба да го трасира европскиот пат. На тој пат ќе бидеме соочени со многу стапици, премрежја, сопки и ниски удари. Но ние треба да донесеме одлуки. Тие одлуки не смеат да бидат на штета на државните и на националните интереси. Постоиме благодарение на 11 октомвриското победничко востание јасно, да бидеме и денес на вистинската страна, напредокот. Тоа што го правиме ние денес одредува каде ќе бидат нашите деца и нашата држава утре, порача од Куманово председателот на владата Димитар Ковачевски. За нас натре, дома, е најважно и неопходно да продолжиме со следните забржани чекори во евроинтеграциите. Да се избере да се продолжи со евроинтеграциите до полноправно членство во Европската Унија. Денес, значи повторно, да се биде на вистинската страна. Овој избор е пред генерациите на денешнината и на ова прогресивно политичко раководство во државата. Владата и јас како премиер сме подготвени да предводиме на патот кон целосно зачленување во Европската Унија, со целосна, цврста и трајна заштита на националните и државните интереси.
Во исто време, повикувам на максимална посветеност во решавањето на овој наш генерацијски предизвик со одговорно однесување од страна на сите пратеници во парламентот и на сите политички и општествени чинители во државата. Ќе повторам дека нема лесен пат до вредна цел. Историјата бележи дека за остварувањето на секој идеал е потребна цврста одлучност, напор и верба. Низ нашата историја до денес донесени се тешки одлуки кои барале различни жртви. За време на Втората светска војна тоа биле човечките жртви. Денес, кога го имаме диалогот како средство за доаѓање до помирувачко решение, никој нема право да ги погази делата на борците, нивната жртва и нивната верба дека еден светон ден, многу скоро, нашите нови генерации ќе живеат во својата родна Македонија, која што ќе биде напредна земја членка на Европската Унија. Сите досегашни, а особено идни одлуки на нашата држава и на Европската Унија ќе покажат и докажат дека нашиот македонски јазик е признат и потврден, нашиот национален идентитет е признат и прифатен, а нашата држава е рамноправна со сите европски држави. Може да има многу скептици, политиканти, калкуланти и слични на нив. Имало такви во минатото, има и сега, ќе има и во иднина, но ве уверувам дека тие не се на вистинската страна. Сите тие се на погрешната страна. Централната манифестација за одбележување на 11 октомври започна со положување цвеќе пред спомен костурницата од страна на владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски, представници од Собранието, кабинетот на председателот на државата, Министерството за одбрана, општина Куманово, Сојузот на борци, дипломатскиот кор. Градоначалникот Максим Димитриевски побарал од премиерот Димитар Ковачевски да се заложи да предвиди средства за идната година за уредување на спомен костурница во Куманово, каде со децени наназад се одбележува 11 октомври. Информираше во вчерашната изјава за медиумите. Првата работа денеска што му ја споменал на премиерот Ковачевски беше токму тој проблем. Ние како општина во континуитет на оваа локација спомен костурница овде вложуваме, изградевме и спортски терени, во фаза сме на градба на дополнителен амфитеатар, но овој комплекс кај што стоиме во моментов е под директна надлежност на државата, бидејќи е комплекс од прва категорија и првенствено значење за државата како споменик и спомен обележје и потребна е интервенција од страна на Министерството за култура. Имаше голем број наветувања, до ден денеска гледате дека една шајка тука не е заковано. Му напоменав на премиерот да има во предвид во следниот буџет за 2023 година да се предвидат средства, па времето ќе покаже дали тоа ќе го сторат. Како и да е, општина Куманово го одржува комплексот околу споменикот и мислам дека имаме вножено над 250.000 евра. Сребрена плакета за филмот Родители добија 3 гимназијалки од прва година во рамки на конкурсот за краток филм кој што го објави Народна техника. Сценариото за филмот го напиша средношколката Миња Димитриевиќ, додека во монтажа учествуваа Мила Смилевска и Мери Стефановска. Тие работеа под менторство на професорката по македонски јазик Сонја Тодоровска. Со овој филм сакаме да ја подигнеме свеста кај возрастните, но и кај врсниците, за тоа кое е нивното влијание врз развојот, однесувањето и менталното здравје на децата. Филмот е посветен на сите оние кои се борат самите со себе и со својата психичка нестабилност. Ти си креатор на својот живот и не треба да си сам, кога имаш прашалници во главата. Држи ги конците од животот во своји раце. Побарај стручна помош. Гласно кажи чие однесување ти пречи, велат наградените ученички. СДСМ е партија која што ги штити интересите на граѓаните. Тоа ќе продолжиме да го правиме и во иднина, да обезбедиме членство во Европската Унија, истакна лидерот на партијата Ковачевски на пикникот во Куманово. Тој порача и граѓаните да не бидат загрижени од најавите за најтешката зима, бидејќи целосно се подготвени да се справат со сите предизвици.
Пред нас е можеби најтешката зима по Втората светска војна, но ние сме целосно подготвени да се справиме со сите предизвици. Истакна во својот говор пред членовите и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, лидерот на партијата Димитар Ковачевски, кој присуствуваше на традиционалниот пикник на спомен костурница по повод 11 октомври. Ковачевски рече дека СДСМ како државотворна партија ги штити интересите на граѓаните. Преземавме навремени и ефикасни чекори за побрзо и полесно надминување на последиците, со што помалку штета по граѓаните, по економијата и по државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во оваа крижа уште еднаш ќе покаже пример како се работи посветено, честно и одговорно за својата држава и за граѓаните на својата држава. Сите предизвици заеднички ќе ги минеме. И да бидете горди што сте членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е партијата која обезбеди независност заедно со граѓаните на државата. Тоа е партијата која во 2001 година беше разумот во оваа држава која го правевме Охридскиот рамковен договор. Тоа е партијата која што ги направи односите со соседните држави да доликуваат на односи со соседни држави. Тоа е партијата која што ја внесе државата во НАТО. И тоа е партијата која што обезбеди почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија, со чист македонски јазик, со заштитен македонски идентитет на сите граѓани кои што живеат тука и со историските прашања надвор од преговарачката рамка. Тој на членовите им рече дека се дел од прогресивна партија која државата ја води напред кон подобра иднина. Целта е членство во Европската Унија. Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Козјак 2013 престојната недела ќе изведе традиционалната клубска акција на матичната планина Козјак по повод националниот празник 11 октомври. Годинава акцијата ќе биде во селото Кокино кај познатата мегалитска обсерваторија. Пријавувањето трае до петок 14.10.2022. Кумановскиот фестивал Денови на комедија трае над 25 години. Веќе е бренд на градот и заслужува поголема поддршка од централната и локалната власт. Сметаат актерите од Велишкиот театар кои пред публиката ја изведоа представата Слуга на двајца господари. Фестивалот Денови на комедија заслужува посериозна финансиска поддршка, бидејќи е бренд на Куманово. Би било добро да се збогати програмата, да има и тематски трибини како годинава. Истакна актерот Јордан Витанов од Велишкиот театар, кој со својата екипа ја изведе представата Слуга на двајца господари. Ние во нашиот град имаме два фестивала, театарски фестивали два. Стално се соочуваат со недостаток на финансиски средства. Тоа не значи дека организаторите немаат креативни идеи како да ги подобрат, да ги направат поинтересни фестивалите. Мислам дека многу зависи од тоа со колку средства располагаат. Ја можам само да упатам апел до централната власт и до локалниот бизнис и до локалната власт да вложуваат во културата. Ова е фестивал веќе 25 години од регионот, од цела бивша Југославија, цел Балкан доаѓаат. Комедијата Слуга на двајца господари е по текстот на Карло Голдни, а во режија на Ненад Витанов. Покрај Јордан Витанов играат Благојче Стојанов, Жарко Спасовски, Симона Димковска, Самуил Стојановски, Славица Манаскова, Зорица Панчиќ, Кристијан Саздовски, Фаик Мефаиловски, Талија Настова, Весна Димитровска-Бобевска и Кица Ивковска. Оваа представа, Слуга на двајца господари, ја игравме, беше премиера уште пред короната, немаше среќа да се игра овие 2 години. Знаеме сите зашто како. Сега, кога се врати на сцената, во нашиот театар е многу посетена, многу убаво ја прима публиката. Вечерва, за наша среќа, убаво се забавуваше и кумановската публика. Јас имам учествувано на 20 изведби со 20 различни представи на
фестивалот Денови на комедија и секогаш сме се чувствувале пријатно, весело. Се разбира со различни представи и со различен квалитет. Се надевам дека публиката во Куманово знае Велешкиот театар со какви представи доаѓал и секогаш сме добре дојдени и бурно поздравили со аплаузиот. Со Велешкиот театар пред кумановци настапи и актерката Симона Димковска, која по потекло е од Куманово. Кумановската публика ќе има можност да ја проследи представата Секси лаги во изведба на Кумановскиот театар во режија на Драгана Таневска на последниот ден од меѓународниот фестивал Денови на комедија, соопштија на денешната пресконференција од Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Представата, која премиерно ќе биде изведена пред публиката, е работена според текст на Марк Камалети. Премиерата ќе се одржи на 14 октомври годинава, петок, со почеток во 20 часот. Комедијата Секси лаги во режија на Драгана Таневска е новата премиера на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Театар Куманово во втората сезона за 2022 година. Представата ќе биде изведена в петок со почеток во 20 часот како последна представа на 25-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. И ова година фестивалот го затвора наша комедија на Театар Куманово. Ова година тоа е представата Секси лаги на режисерката Драгана Таневска. Сигурен сум дека ќе најде на одличен одзив кај публиката, како и секоја наша представа на Театар Куманово. Ова е комедија која што можам да кажам има и малку уметничка вредност. Не е само да биде за забава на публиката, туку има и многу убави визуелни решенија, има многу убави ликови, има многу убави карактери, ситуации кои што беа предизвик и за целата екипа. Според драматургот Симона Тоскиќ, комедијата Секси лаги, работена според текстот Секси љубомора на Марк Камалети, е спој помеѓу интригата и љубовта, страста и моралот, вистината и лагата, сведоштво за начинот на кој се третирани љубовните и семејните релации помеѓу еден маж и една жена. Ова е представа во која конфликтот на интереси произнесува чувства, реакции и односи кои ги прават ситуациите комични. Имав одлично искуство како драматург во представата Секси лаги. Мислам дека направивме една многу убава представа која што обработува љубовни и семејни релации. Мислам дека направивме конфликти кои што ќе насмеат публиката. Во представата играат Марко Трајковиќ, Сања Русеска, Жарко Јовановиќ, Нина Максимова, Александра Михајловска и младите актери гости во представата Анастасија Величковиќ и Никица Јанковски. Актерите ги повикаа кумановци да ја проследат комедијата. Ова е многу интересна, брза представа, која што има темпо, гледлива е и сигурно дека ќе најде кај интерес кај гледачите. Француска класична комедија, комедија која што се базира на интриги, комедија на интриги, каде што смешното произлегува од самите ситуации и сплетки кои што се дешаваат. Мојот лик е на извесен начин лажго, тој изневерува во представата и тоа не само жената, туку и љубовницата. Значи има двојно неверство. Би ги поканил сите кумановчани да дојдат на оваа представа, бидејќи верувам дека направивме една вистинска представа која што мислам дека ќе се игра со години. Би сакал да кажам нешто за ликот на Нане. Ако играм ликот на Нане, всушност тоа е еден слуга, батлер, лик кој што е ставен меѓу две бури, а тоа е ѕвончето и кујната. Ова е еден прекрасен процес, затоа што екипата е многу пријатна за работа, исто така и режисерката. Навистина уџивав и ова е мојата прва комедија. Ликот кој што го играм во представата се вика Има. Таа е всушност жената, односно жената која што изневерува. Процесот беше за мене многу убав, лесен, едноставен, брз и забавен.
Јас уживав, нема да зборувам многу за ликот, ќе кажам дека играм ескорт дама. Супер е да имаме гости и да имаме луѓе од страна, за да ја малце ја разведрат и дадат нова енергија во ансамблот. Се надевам тоа ќе продолжи во некои други проекти и представи. Забавно беше, јас максимално се забавував. Јас го играм ликот на Миле Милевски и што може да се каже за еден лик како Миле Милевски. Миле е тој што е жртвата во представата. На некој начин од него доаѓаат сите тие комични ситуации кои се случуваат. Тој е моторот кој ја покренува целата ситуација во самата представа. Многу ми е мило што работиме млада екипа, пред се има млада енергија, одлична енергија на сцена. За сценографијата во представата е задолжен Крсто Богоевски, за костимите Дарко Илиевски, а дизајнот на постерот е на Стефан Јакимовски. Инсталацијата која изминатите 2 недели го красеше фоаето на Центарот за култура Трајко Прокопиев на годинешното издание на Меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија 2022 е инсталација изработена од Давид Стојановски, Крсто Богоевски и Кристина Лозановска, кои имаа за цел да ја отсликаат театарската реалност. Инсталацијата има за цел мисловна интеракција да ја предизвика публиката, наблюдувајќи ја да создаде слика за содржината, костимографските и сценографските сегменти, трансформирајќи ги во сопствена театарска режија. И во продолжение вести од Македонија. Во текот на октомври или почетокот на ноември месец ќе бидат готови учебниците, најави денеска министерот за образование и наука Јетон Шакири. Министерот посочи дека во најбрзо можно време ќе почнат со печатење на учебниците за тие кои се одобрени од Националниот совет. Некои учебници на друга седница ќе се одобрат од Националниот совет и гледам позитивна енергија во ова, рече Шакири по отворањето на тркалезната маса, хармонизација на студиските програми во високото образование со потребите на пазарот на трудот, во организација на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје, во соработка со Стопанската комора на Северозападна Македонија. Одговарајќи на новинарско прашање, Шакири истакна дека за образовниот процес да нема недостаток, ги доставиле подготвителните материјали за прво, второ, четврто и петто оделение. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј ги презентираше попладнево извештаите за земјите од Западен Балкан и Турција пред Европскиот парламент. За Северна Македонија Оливер Вархеј изјави дека 2022 година беше важна година со отпочнувањето на преговарачкиот процес. Северна Македонија го отпочна преговарачкиот процес со првата политичка меѓувладина конференција што одамна требаше да се случи. Ова е пробив за земјата. Северна Македонија покажа одлучност и издржа напредок, изјави Вархеј пред европратениците. Еврокомесарот забележа дека е важно земјата да го задржи реформското темпо и да го искористи процесот на скрининг за да го искористи својот потенцијал за забрзување на реформите. Според него, потребни се дополнителни напори во областа на јавната администрација. Извештајот го поздравува целосното усогласување на Северна Македонија со надворешната политика на Европската Унија, посебно во однос на Украина. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 19 степени, а минималната беше 12 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со можни врнежи од дожд. Дневната температура ќе достигне 20 степени, а утринската ќе биде 10 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.